Се наоѓаме во концепт кафе Шума во Порта Влае, уживаме во нивните оригинални вкусни чаеви во преубавиот амбиент, а во следниве минути задоволство ми е да ви ја представам Јована Силјановска, креатор, основач и собственик на брендот Моје сапунче. Еден убав пример како младите во нашава земја умеат да бидат креативни и да создаваат своји оригинални идеи од кои што може да прирасне хоби па и перспективно професија. Пред се, Јована, здраво и ти благодарам што одвои време да го представиме она што го работиш пред гледачите на телевизија. Добар ден, пред се ви благодарам што ме поканивте тука и чест ми е да бидам дел од оваа емисија. Моје сапунче е бренд кој што веќе е познат и многу често сме го гледале на базари, на разни работилници, а еве сега можност да ја раскажеме приказната како всушност се роди идејата за Моје сапунче. Така, јас веќе 3,5 години работам со ова. Идејата се роди така што пред се јас сум голем љубител на природата и на природни работи. И се почна со тоа што јас имав проблематична кожа склона на акне. Користев многу препарати, но немаше некој голем успех. Потоа мајка ми ја даде идејата да направиме сапунче и прифатив, ајде викам да го пробам и тоа, како и се друго што пробав. И навистина имаше ефект. Направивме сапун, го користев месец и пол некаде и ми се исчисти целото лице. Но после тоа некако го оставив на страна. После некој период во разговор со пријателка ми спомна дека го има истиот проблем и го предложив сапунчето, го направив и го дадов и видов дека има и кај неа ефект. Се повеќе луѓе почнаа да се интересираат од кога им ја раскажав приказната. Тоа ме измотивира да направам Инстаграм страница, потоа и на тоа најдов на голем интерес, потоа завршив курс, почнав многу повеќе да читам, да се распрашувам со луѓе што изработуваат сапуни и така некако почна мојата приказна за изработка на сапуни. А претходно се занимаваше и беше фокусирана на нешто друго. Имаш завршено туризам? Да, имам завршено туризам, но потоа завршив академија за HR, почнав да работам со тоа. Ми беше убаво, го работев, но не бев целосно исполнета. Јас сум сепак креативна личност, што не ми е доволно само работата пред компјутер. Јас сакам да правам нешто со раце, да стварам нешто, така да кога почнав да го работам ова со моите сапунчиња, видов дека вистински тука се пронајдов себе си. Тоа значи дека постои интерес и дека луѓето се повеќе стануваат свесни за важноста да користиме природни производи и да ја користиме моќта на природата наспроти сите тие фабрички производи кои што ни се нудат во продавниците, во парфимериите, дрогериите, кои што за жал содржат во голема мера и разни хемиски состојки кои што не само што не ни користат, туку напротив и ни штетат. А во случајов се работи за природни здрави производи. Така, да, тоа е точно и мене ми е многу мило што гледам дека свеста, поготово кај младите, се поразвиена и се повеќе се интересираат за користење на природните креми, сапуни, но исто така и многу млади што почнуваат да изработуваат и се охрабруваат и самите да почнат некој свој бизнис или едноставно дома сами да си направат некој природен производ. Јована, значи приказната започна од сапунче за сопствени потреби, но тоа обично сапунче потоа почна да добива и разни форми, разни облици, бои, различен состав и всушност повеќе производи сега се со подписот на Моје сапунче. Што се има Моје сапунче? Така, започнавме од сапунчето со активен јаглен за кожа склона на акне, потоа направивме сапунче со козјо млеко. Тоа е ова, сапунчето со активен јаглен. Црното, потоа со козјо млеко за кожа склона на акне, со алоe и краставица за комбинирана кожа. После 3 години
се роди идејата да направиме и антипреспирант, дезодорансче за подпазови, кој најде на огромен интерес, луѓето се многу задоволни од него. Тоа се овие? Тоа се тие дезодорансчиња, немаат никаква хемија, нема алуминиум, и дава на кожата да се испоти, ги отвара порите како што треба, а при тоа да нема лош мирис. Така да тоа ни е еден нов производ, ги имаме овие прекрасни гроздови тука. Тоа е многу интересно и многу практично за секоја домаќинка, но и за секој дом. Да, тоа е многу интересно. Го ставаме во кујната, го некаде ќе си го закачиме на чешма на пример и си миеме раце, не се лепи сапунот, при тоа е многу практичен и долго време трае. Нешто ново ни се и овие сапунчиња за кучиња, кое не е од кое има сода која е само за кучиња. Содата лактат ја користиме, со индиската билка ним, со шеја путер и други масла кои се сосема безбедни за кученцата и придонесуваат за да е убава нивната кожа, но и влакното исто така. Кој производ е најпопуларен или што е хит од цела оваа палета на моје сапунче? Искрено се менуваат од време на време. Секако се уште број 1 го држи сапунчето со активен јаглен за кожа склона на акне. На многу луѓе им помогна. Имам луѓе што си го нарачуваат веќе цели 3,5 години, постојано што си го користат. Нови што ми доаѓаат на базар и луѓето се презадоволни од него и тоа е број 1. Сапунчето со козјо млеко за сува и екстремно сува кожа и сега веќе дезодорансчињата и гроздот станаа хит. Од каде се снабдуваш со сите потребни состојки за да се изработат овие производи? Дали лесно се достапни кај нас? Тоа беше голем предизвик за мене. Кога почнав да ги изработувам сапунчињата, наоѓав од каде што слушнам, едно масло, двамо едно таму и беше доста тешко да се најдат сите од едно место, но сега почнав да ги носам од Србија, од сертифицирана продавница што се само за изработка на козметички суровини. Така да веќе ми е многу полесно, јас се осеќам посигурно, им давам сигурност и на корисниците на сапунчињата дека се е исправно, но и од едно место е земено и за мене е многу полесна опција. Освен сето тоа што го набавуваш од Србија, секако има состојки кои што си тука од ова наше поднебе. Точно, маслата како пример кантерионово дневен си ги заработувам јас, козјото млеко го земам од луѓе што си чуваат кози, од моето село. Така да тоа е што се наоѓа во еколошки чиста средина, тоа е важно. Чиста средина во Поречијата на 950 метри надморска висина, село Лупште, така да и многу чаеви се исто така од таму да напоменам, така да се е со сигурност природно и корисно за кожата. Колку често имаш можност да ги представиш производите на базарите кои што се организираат? За среќа, секоја година има се повеќе и повеќе базари и интересот е многу зголемен и од посетителите, така да преку целата година има базари и тоа многу ме радува. Таму доаѓам во контакт со луѓето, можам да им го објаснам очи во очи продуктот. Исто така преку Инстаграм и Фејсбук ги промовирам производите. Да, онлайн продажбите се многу популарни во последно време и навистина на тој начин производите стануваат лесно и видливи и лесно достапни до сите. Јована, сето она што си го акумулирала како знаење и како искуство во овие 3,5 години колку што постои брендот Моје сапунче, дали можеби размислуваш перспективно сето тоа знаење да го споделиш и со други млади или па и возрастни кои што сакаат да ги осознаат тајните на создавањето, креирањето сапунчиња и останати производи, дали во вид на некоја работилница, обука или мини школа? Така, веќе го направивме малиот чекор прв, со тоа што почнав да организирам работилници за деца. Почнав во училиштата да го организирам тоа,
во некои игротеки со малите научници имаат каде што имаат можност да изработат сами свој сапун, мешаат бои, мешаат мириси и тоа е огромна среќа и за мене пред се што гледам толку насмеани лица како секој со својата изработка си оди дома. Така да ете од тука почнавме, но верувам дека нема тука да запреме и се размислува и на таа тема за некои посериозни обуки. Јована, искрена почит за сето ова што го правиш. Се гледа дека многу љубов е вткаено тука во овие производи. Лично секогаш ме восхитуваат примери на млади луѓе кои што се креативни, вредни, кои што се охрабруваат да ги следат своите соништа. Ми беше задоволство да го представиме мое сапунче пред пошироката публика. Ќе посакам брендот и во иднина да се развива уште повеќе и твоето сапунче да има што повеќе корисници. Ви благодарам многу на убавите зборови. Да, се надевам и јас дека ова ќе се зголеми и ќе се прошири. Навистина работам со огромна љубов и мислам дека и за тоа е успешно нештото, бидејќи ако не го работам со љубов, нема да биде тоа што е денеска. Се согласувам, тоа е тајната формула и добитната комбинација, само да продолжиш така. Ви благодарам многу.